Второ продолжение на шестата седница на Собранието на Република Македонија. Пратениците расправаа по четвртата точка на дневен ред за предлогот на одлуката за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител. Омбудсманот Иџет Мемети образложи дека новиот закон за Народниот правобранител не ги оствари во целост потребите за финансиска независност на оваа институција, ниту во него беа вградени препораките на Прибе. Мемети истакна дека Народниот правобранител требало да се бира на потранспарентен начин, на што забележаа од опозицијата дека и тој самиот својот мандат го добил токму на тој начин. Па јас би сакала да ве прашам, почитуван народен правобранител, дали вие бевте избран на нетранспарентен начин, бидејќи веќе сте вие актуелен народен правобранител, а да нотирате дека до сега, како што кажав, народниот правобранител се бирал требало да се прави на потранспарентен начин, а не како до сега, како што беше предложен од парламентарната комисија. Мислам дека неблагодарно е веќе еден избран народен правобранител кој што на тој начин го добил мандатот да критикува дека неговиот избор бил правен на помалку транспарентен начин. Начинот на кој се бира народниот правобранител беше така пропишан. Со новиот закон кој почна да важи од април, транспарентноста се воведува и тоа е добра работа. Со огласи така натаму. По однос на финансиската независност, и рековте да нема притисок. Не притисок, туку не ме оставаат да работам. Меѓутоа, ние џабе можеме да зборуваме за финансиска независност ако не го смениме законот за извршување на буџет. Следна точка на дневниот ред е и разрешувањето на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. На шестата седница треба да се расправа и за предлог измените на Законот за работните односи поднесени од Нола Исмаиловска, Магдалина Манаскова и Весна Пемова, како и за годишните извештаи за работата на повеќе институции. Пратениците треба да расправаат и за состојбата со дивата депонија во Струга. Предлог поднесен од група пратеници од ВМРО ДПМНЕ.